Значи, минатава недела 130 вработени си ги зедоа своите решенија и си заминаа буквално само со еден документ в рака со кој што треба да се пријава во трудот. Не зедоа никаква опремнина, не зедоа ни плати. Има уште во постапка уште за 24 вработени кои што треба да заминат технолошки, тие ќе замина најкасно до 11 декември. Од денеска состојбата се влошува се повеќе и повеќе. Значи денеска ни исклучија струјата, не знаеме никога ќе ни ја пуштат повторно за неплатени сметки, а повеќе од 2 месеци немаме примено плата, немаме здравствено осигурување, што значи состојбата е многу лоша во моментов. Останавме на работа околу 100 вработени, работа немаме никаква. Директорот денеска ги испушти луѓето сите и му кажа да чекаат дома до повторно повикување. Кога ќе биде то повторно повикување, ние не знаеме. За плата прашуваме, не се знае кога ќе се пушти. И денес се слушнав јас со овие 130 луѓе што си заминаја, тие се во најава за да одат за Скопје за протестираат, тие се 150 луѓе. И најверојатно и ние уште 100 ќе се приклучиме и веќе еднаш за секогаш да се решава проблемов. Да, од страна на директору има ветување дека до 30 ти треба да зема по 50.000, остатокот од опремнината да ја зема за 2 до 3 месеци. Ама како што гледате овде ке нема фирма пари здравствено осигурување да ни плата, нема пари ни за плати да ни се исплата, а камоли тие се негде околу 130-140.000 евра да му исплата опремнината. Значи, сите што си заминаа не веруваат во таа опремнина. Најголема надеж му е дека ќе се донеси законот и дека ќе влезе во тој закон за некои мизерни 7.000-8.000 денари што ќе ги земат до пензионирање. Доколку не се донеси законот, овие луѓе, овие вработени што си заминаа, најмногу ќе користат 1 година надомест од бирото за вработување. Таму е пресметано од прилика од 4.000 до 5.000 денари, зависи колку му била платата во 2012 година. Значи, до 6 месец 2012 е платен стажот на фирмава и се пресметува плата во последните 2 години од како е платен стажот. Од Скопје од влада ни ветуваа дека доколку си замина овие луѓе ќе се најде инвеститорот е најден и дека се чека да заминат, па да влези тој и да ги обештети сите вработени. Ама до кога ќе трае таа голгота и ние не знаеме. Значи 2 месеци сме без пари, ако трае тоа уште 2-3 месеци, значи тоа е предолг период за нас.